Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Дневниот вестник Дневник објави дека во тоа прочистување на избирачкиот список во Република Македонија се пронајдени 90.000 имиња на албански државјани на Република Македонија кои се сместени во избирачкиот список, но повеќе не живеат на територијата на Република Македонија. Тука се постава прашањето какви политички и безбедносни реперкусии може да има или да предизвика едно такво откритие и дали тоа не е вовед во можен нов попис во Република Македонија и можна ревизија на рамковниот договор. Дневник излезе со бројка дека некаде околу 90.000 албанци кои се на избирачкиот список не живеат во Република Македонија. Горе доле таа некоја бројка која одговара и близу до вистината. Ориентациона, значи таа не е прецизна у смисла 91.123, меѓутоа бројката е тука негде, а заклучокот дека станува збор за албанци се изведува на база на местата од местата од каде што живеат. Тие луѓе живеат или живееле, каде што имале живеалиште и така натаму. И лесно се доаѓа до заклучокот дека станува збор за наши сограѓани од албанска националност кои што во овој момент не живеат, не работат, не придонесуваат во Македонија. Ако таа бројка се покаже како точна, тоа ќе предизвика тектонски пореметувања на македонската политичка сцена. Бројката ќе се покаже како точна со мали отстапки. Значи тука нема бегање. Сериозни тектонски поместувања, тоа веќе се нема бегање од тоа, меѓутоа и тој податок ќе покаже зашто беше прекинат пописот. Бидејќи тој беше прекинат затоа што имаше случаи кога одредени лица биле попишувани дури и по Skype. Значи тој си седи, си живее во Германија, доаѓа комисијата, внатре членот албанец му прави, го запишува во листата врз основа на разговор со него преку Skype. А законот или татко има 30 лични карти. Да. А законот велеше дека дека во пописната листа, како жител, како граѓанин на Република Македонија, кој што остварува своја дејност, живее на оваа територија, може да се смета само на лице што не е повеќе од 1 година надвор. Сите други влегуваа, тие се државјани. Тој е стандард статистички. Сите други влегуваа, значи остануваа нормално државјани на Република Македонија, меѓутоа не влегуваа во таа бројка од број на жители на државата Република Македонија. Ова е всушност континуитет или еден вид продолжување на тоа што ние како тема го загатнавме во минатата емисија или во интервјуто со госпоѓа Мирка Велиновска на тема како беше лажиран пописот или како беше или на кои темели беше потпрен рамковниот договор 2001 година. Второто што е избирачки список? Не. Тука се, како да ти кажам, најслаби. Како домино им паѓа и рамковниот. Ние тоа го знаеме. Не го знаеме од сега, го знаеме од пописот 2002. Го знаеме од задните 3 изборни циклуси. Значи, ние што го пратиме ова политички многу, го знаеме од моментот кога се утврди. Од биометриските лични карти наваму. Се други резултатите на избори. Биометриските се константата. 3 акции го испразнија овој, како се вика, излетничкиот камп великоалбански овдека. Што ни е убацен уште од 99. Бродец, ја затоа ти реков, оваа приказна е многу убаво поврзана. После Бродец уследи чистење на тој крај. Односно, не ни стигна да чисти до крај, бидејќи избега тие со летечки пасоши... Тоа што гласат во 3 држави. Така. Контингентите на Жерновски, што ги спомињаш. После Смилковско езеро се очисти потегот Скопска Црна Гора. До горе. До Рачиново. Све избега. После диво населје можеш да замислиш што ќе следеше. Пошто во делот на Липковскиот крај. Све ќе очистеш. Они го знаат зашто е спречен, зашто е прекинат пописот
Тоа значи дека ќе останеше само домицилното албанско население Оно што нема од што да се плаши. пред да биде Имено. насилно Така. доселено А или тоа е контингентски. она што го утврдија германските тие 17. статистичари. 16,7%. Значи 17 да заокружиме. Сега ќе те подсетам на главната изјава која би требало да е основа на секоја анализа. На Хавиер Солана, еден од гарантите на гангстерскиот рамковен договор за процентот 20 и над 20%. До владата на Република Македонија пред да почне пописот кој на третиот ден го прекина. Фала му на Бога на оваа влада, на онаа што си отиде сега. Значи, правете што ќе правите, ти ја цитирам, но не смеете да извадите резултат под 20% албанци. Господинот Хавиер Солана си бара гаранција дека проектот кој треба да го однесе у суд за подривање на држава, он му наредува на естаблишментот на Македонија да го лажира пописот. Трет пат поред. Па како? Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. И што ако се покажат точни тие наводи дека во избирачкиот список има 90.000 имиња на албанци кои денес веќе не живеат на територијата на Република Македонија? Ако македонската држава не е во состојба да го санкционира тепачот Беки Расани, кој ги правеше тие немили инциденти околу крстот во општина Чаир, тогаш се постава прашањето како македонската држава ќе може да влезе во процес на можна ревизија на рамковниот договор. Моктан Али Ахмети ја омекнува, ја намалува. Во негов мандат се иселени тие луѓе. Зрели сме за попис, знаете. Одговор на сето ова е зрели сме за попис. И како? Мора да се направи попис. Јасно ми е зошто сите побегнаа од попис, сите од своји различни причини избегнаа попис, Али Ахмети избега заради она информација која што јас да речем и директно од еден од германските статистичари во неуспешниот обид ја добив директно, бидејќи тој човек самиот се покани да дојде кај мене на факултет да одржи за студентите предавање од популациона статистика. Кај нас нема, ретки се такви стручни луѓе и во еден разговор го прашав зошто наеднаш прекина пописот. Тој ми ја кажа онаа фамозна број колку 17%. 16,7. Не, ако добро се сеќавам, тој ми рече 17,1. 17. Што е приближно иста бројка, но тоа го посочи како еден од причините зошто се прекина попис. Вие сте математичар. Да.
Ако почнеме да резонираме нели математички, бидејќи политиката во основа е математика. Кој како сака да каже, политиката во основа е математичка операција. Значи се воведуваат биометриски лични карти. И ние веќе имаме драматично намалување на бројот на излезени албански гласачи. Тоа се објаснуваше во првата фаза дека си има појавено трета мокна партија, тоа е партијата на Имер Селмани, дека поради тоа по Донтовиот модел они имаат помалку пратеници, има не дека 25, обично има 28, 29, на изборите 2011 година дојдоа до бројката 25. Беше објаснато дека се расподелили на 3 партии, затоа по Донтов модел изгубиле неколку пратеници. Меѓутоа како оде изборите понатаму и следните избори што беа локални, следните што беа парламентарни, таа бројка се намалуваше и некаде доаѓаше до 40% на излезност. Тоа покажува дека тие луѓе не се тука. Не се тука, но не се тука и многу македонци. Кои се тие македонци што ги нема за да гласаат? Па јас одговорно ви тврдам дека повеќе се оние кои што ја поддржуваат опозиција. Па власта тие се ги нема. Па власта се вработени. Еве имаме технички пример од Пробиштип. Најмногу се селот од Источна Македонија, нели? Вие ако имате технички пример од Пробиштип, може да претпоставите дека поголем дел од луѓето од Источна Македонија се или по министерство, или по администрација, или по овие фабрики што се отварат. Така е тоа. Работа потешка наоѓаат луѓе кои се блиски на опозицијата. И она стои дека способни деца во потрага по подобро образование, по подобра кариера, која што овде не им е овозможена, но пред се тоа деца од опозицијата. Ја го кажав тоа одговорница. Од моето потесно семејство од 4-5 најблиски семејства, од 11 деца 7 се отиден. 7 се замина. Гласачи на опозиција. Гласачи на опозиција. На неколку пати во последно време или во најмалку 2 или 3 емисии ова сезона, почитувани гледачи, ние го отвараме прашањето дали во Република Македонија живеат многу помалку албанци во споредба со нивниот број кој беше утврден со пописот 2002-2003 година. Има најмалку неколку причини кои ни даваат за право или потврдуваат таа наша теза, како прво прекинатиот попис некаде пред 3 или 4 години, како второ намалениот број на албански гласачи, посебно после воведувањето на биометриските лични карти, и како трето, големиот број на албанци со двојно или со тројно државјанство кои живеат на територијата на Албанија, на Косово и Република Македонија, кои флуктуират и гласат на изборите во сите овие 3 држави. И са тие луѓе имаат државјанства и во Македонија, велат, и во Косово, а дел од нив имаат земјани албански државјанства. И многу ми смета дека тоа е таа сива зона, сива маса која флуктуира во сите изборни процеси и во Македонија, и во Косово, можеби дел и во Јужна Србија, и во Албанија. И тие се тие луѓе со повеќе државјанства, кои може да ги определуваат изборите од тие некои шпекулативни аспекти. Дека тој контингент може да флуктуира од држава во држава на денот на изборите, мислам дека не може да се случи, а да не се приметува. Има веќе 800.000 албанци. Албанци има 800.000 на Косово. Во Грција. Има их и више, кажу дека има 2 милиона. Иначе албанаc на Косово има 800.000, нема и 2 милиона, тоа е еден нjihovih лажи. Они се стално селе, кад су избори, иду sa територија на територију и исти се гласува и у Македонија, на Косово и у Албанија. Ние велевме постојано дека Пржинскиот договор е втора фаза на рамковниот договор. А тука има 90.000 помалку албанци во Република Македонија кои се иселени повеќе од една година, значи најмалку повеќе од една година не се присутни во Македонија. Тоа значи дека не само што Пржинскиот договор нема да биде втора фаза на рамковниот, туку ќе се отвора сите тие моабети, барања, желби, стремежи и така натаму за ревизија на рамковниот договор. Значи јас реков, отварањето на избирачкиот список и кога веќе го отвараме ќе отвори и многу други прашања. Но стојам пак на тоа дека одговорот ќе го имаме со извршување на пописи. Сега мене ми се наметнува прашањето. Ако меѓународната заедница покажува интерес за прашања кои што некогаш се и помалку суштински за Република Македонија, зошто не за попис? Зошто пописот го остава така на страна? Ние сме меѓу ретките држави во светот кои што толку години немаме направено попис. Ајде малку да логицираме зошто странците и зошто СДСМ не инсистира на нов попис во рамки на Република Македонија. Ако странците и СДСМ сакаат да има пролонгирање на изборите, што се виде во неколку наврати, на крајот на краиштата и изборите од 24 април беа пролонгирани на 5 јуни и сега повторно се закажува или се заканува дека нема да има избори на таа дата, тога се постава прашањето зошто не инсистира на попис, бидејќи ако СДСМ обстоеше на таа своја прва определба да нема попис во Република Македонија и ако беше поддржан од меѓународната заедница, тоа значеше дека избори нема да има во наредните 12 до 18 месеци. Меѓутоа, претпоставам дека и СДСМ и меѓународната заедница се свесни дека во Македонија живеат многу помалку албанци и дека ако
тој факт се зими како одредена веродостојна појдомна позиција, тоа значи дека би требало да дојде до ревизија на рамковниот договор. Ако дојде до ревизија на рамковниот договор, тога СДСМ и меѓународната заедница го губат својот потенцијален партнер, а тоа е Али Ахмети и ДУИ. Зашто опозицијата не инсистира на попис? Зашто меѓународната заедница не инсистира на попис? Значи, и мене ми е дилемата дотолку повеќе. Ако се сеќаваме на 19 јуни 2014 година, мислам дека беше 19 јуни, кога прв пат излезе Заев со 5 барања, пописот му беше на прво место. Така беше. И се откажа прв од него. Значи, на прво место, не беше втор, трет или последен, како последен, па знаете, ако се исполнат овие 4, па 5, тоа можеме да разговараме. Бидејќи ако е Но прифатен првото прашање, ако ти, значи, кое што го бараш, не се реализира, тогаш треба да се замислиш зошто неколку месеци после тоа или година викаш дека ајде во интерес на процесот. На кој процес? Неки госпоѓо Роза, зашто опозицијата, зашто меѓународната заедница знаат дека ќе има по 20, па не сакаат да инсистират на тоа? Неправењето на пописот наметнува многу други дилеми. И реков уште еднаш, зошто меѓународната заедница не застане цврсто и каже, вие мора да направите попис. Бидејќи им се руши рамковниот. Значи, не сакам... Бидејќи ќе бидат по 20%, им се руши рамковниот договор. Значи, јас да не бидам сватена дека сум за некакви одземање на било права на помалите етнички заедници, напротив, сметам во едно современо општество треба да ги имаат правата. Треба да имаат права сите, но мора еднаш да знаеме колку сме. Како може да не знаеме колку македонци се во земјата, колку албанци, турци, срби и така натаму? Како ќе се направи попис? Гледате дека попис не одговара на никој во државата. Не одговара на странците, паѓа рамковниот договор. На Али Ахмети не одговара. Апсолутно. На Никола Груевски не одговара бидејќи со немање попис го држи под контрола Али Ахмети. СДСМ ако побара попис, ќе треба да се судри исто со албанците, а чека едва и да излезе Али Ахмети од владата, па нив да ги донеси на власт, ќе се судри со чадорот или со странците. Дури мислам и не попустот беше ставен на прва точка кај нив пописот, па потоа ретерира, се избрише и нити чувме некој јасно и гласно барање од нивна страна за попис, затоа што им се брзаше. Мислеа дека бомбите ќе имаат разорен ефект. Го нема. Они сакаат да го убрзаат процесот. Потоа почнаа да го кочат целиот процес. Кога дојдоа рейтинзите, кога видоа дека... Кога анкетите покажа, они почнаа да го кочат процесот. А тогаш им се поставува директно прашањето за попис. Тога се сетија на пописот, но веќе беше касно. Веќе беше касно, веќе беа отидени во друга. Беа откажени од ССМ. Една таква агенда да барат и да инсистират пописот да биде прва и последна точка на сите преговори. Мислам дека се направи голема грешка. Погледате, почитувани гледачи, како пред една и пол година албанците масовно бега од територијата на Косово, односно од Приштина, поради страв од можна војна или поради лошата живеачка. Заборавија дека беа во војна со Србија, користеа српски пасоши, користеа српски автобуси и преку Белград и Суботица сака да пребегат на територијата на Република Унгарија. И минатата година, кога косоварите масовно со српски пасоши се иселува од Косово некаде почетокот на годината, почетокот на 2015 година, со оние српски автобуси ги носеа до Суботица, после со такси ги пренесува преку граница. Гледаме дека тоа во албанскиот кампус не само во Македонија, Косово, па дури делум на Албанија, еден масовен процес. Се смета дека околу 800.000 албанци од Албанија живеат и работат во Грција, вие во оние бензински пумпи околу Атина, таму преку 80-90% се албанци или луѓе со потекло во Албанија. Тоа е колапс. Тоа покажува дека затоа они ги проблематизираат сите пописи, ги проблематизира и Косово, која се власт сега, ги проблематизираат и во Македонија од 81 година, 91 исто така, 2001, 2002, 2003 исто, знаеме што се случуваше со пописот, и два пати овој попис во владата на ДУИ на ВМРО ДПМН е пролонгиран или е одложен или е прекинат. Прекинат, меѓутоа кога тогаш тој ќе мора да се одржи, тој ќе покаже дека процентот од 20% албанци во Македонија не е исполнен. И тогаш ние ќе имаме притисоци од странство, ќе видат притисоци врз владата да тоа се забошти на некој начин,
Всушност, зошто од прекинот на пописот до сега не е одржан друг. Пописот е техничка операција. Кина има попис со милиарда и 200. Зошто ние не можеме да одржиме за попис да оствариме со 2 милиони жители, затоа што уште тогаш стана јасно, сега бркајки нешто друго во избирачкиот список, избрка практично мечка од пештерата. Дека ќе се покаже дека процентот од 20% не се исполнува, дека тоа е понизок и тоа урива одредени делови од рамковниот договор. Целиот систем, наместо пржинскиот да биде втора фаза на рамковниот договор, сега пржинскиот договор ќе послужи за можна ревизија на рамковниот договор во една негативна по албанците. Дури не мора да се ревидира, зашто тоа е сега уставна одредба и таа може да си опстои се едно што е мртва. Тоа што ќе се покаже дека нема 20% албанци не е толку битно од правен аспект колку што е од политички. Апсолутно. Тоа ќе биде прво показател за колапс на албанската идеја на Балканот, колапс на нивната интелектуална елита која што не обезбедила албанците да останат дома во споредба со другите народи кои што живеат на Балканот. Од сите има иселување, меѓутоа вака масовно нема од никој. Тоа ќе покаже дека во колапс е нивната политичка елита, која што 20 години брка дали на автобусот низ Скопје ќе пишува на албански јазик, меѓутоа не што има од тоа обичниот албанец ако не си му обезбедил екзистенција. Знаете со која приказна, почитани гледачи, албанските партии ги лажат своите гласачи зошто е прекинат пописот пред 3 години, со фактот дека во Македонија има многу бугарски државјани и дека ако бил одржан тој попис ќе се покажало дека бројот на бугари во Република Македонија некаде 110.000, меѓутоа бројките се сосем различни. Навистина се толку издадени бугарски пасоши, меѓутоа на последните парламентарни избори во Бугарија, во Скопје или на избирачкото место во Скопје гласа некаде околу 207 македонски државјани со бугарски пасоши. Во истите тие избори или во истиот тој период во Солун, кај што не се говори дека има многу бугарски државјани, гласа некаде повеќе од 600 бугарски државјани со бугарски пасош. И тука се поставува прашањето: кој лаже? Дали пописот е прекинат бидејќи има многу бугари во Република Македонија или пописот е прекинат бидејќи има многу албанци во Република Македонија? 90.000 албанци помалце. Тоа значи дека во Република Македонија може албанците се по 20%. Тоа веќе целата стратегија на ДУИ и на албанскиот фактор после 2001 година е превртува наопаку. Не, кај албанците дилемата дали 25%, дали 30 или 35%. Ама остити што е дилема, фактичка состојба збориме, ако има 90.000 дарки помалце, отидоа сите бројки 20% федерализација или рида ќе претуи Швицарска, завршена е таа работа. Не сум ги видел ја тие факти. Сега ќе се објават после емисијата, нели заев најави, ние петок снеме, заев најави дека ќе бидат објавени бројките. Тука е некаде, ова се извори од Државна изборна комисија, околу 90.000 албанци помалце се, отколку што се запишени на избирачките списоци. Јас сум убеден дека ако 90.000 албанци се помалце, тогаш македонци 200 до 250.000 гласови ќе бидат помалце. Добро, ти што си убеден, тоа е една работа, но бројките на изборите кажуваат друга работа. Кај македонците во македонскиот дел, процентот на излезност е секогаш над 60-65%, па дури до 70%. Последните 3 изборни циклуси, кај албанците се покажува дека процентот на излезност е 40%. Посебно поведување на биометриски лични карти. Тоа го кажа добро, последните 3 изборни циклуси. Тоа е време кога албанците се разочарани од политика. Не, тоа е време кога се воведени биометриски лични карти, кај што не може со фалс лични карти да гласат татко за 15 точно не можам да се сетам дали на вистина е тоа така, дали се совпаѓа, меѓутоа јас ви гарантирам дека тоа не е поради биометриските лични карти или пасоши, тоа е поради разочараноста на албанците од политиката, од политичките партии што ги представуваат. Последните избори се 2014 година. Така. На тие избори ДУИ прогласи историска победа со најголем број на освоени гласови. Никош во историјата, ниту ДУИ, ниту било која друга албанска партија не освоила толку гласови. Ако ја прифатиме вашата теза дека албанските гласачи се разочарани, од кој се разочарани? Кога ДУИ има историска победа? Може не се разочарани, може ги нема. Може се сварно 90.000 помалце и може би во Швицарска поише треба да гласат колку во Македонија. Разочарани се бидејќи нема ни Ама гласале за нема алтернатива.
Ако се разочарани, од кои се од опозицијата разочарани? Јас ви гарантирам дека на следните избори ќе има многу повеќе гласови на албанците отколку во 2014. Без разлика дали ќе бидат на 5 јуни, во септември, октомври или следната година. Добро, ако прифатиме тезата дека има 90.000 помалци и дека се по 20%, што со рамковниот тогаш? Како тоа ќе прифатат албанците во Република Македонија, кои се 10-15 години индоктринирани, постојано преку албанските медии ми се кажува не дека не се 20%, туку се 25, 30, 35 и што ако се по 20? Што правиме тогаш? Мислам дека тука има процес на индикриминирање повеќе кај македонската јавност, дека албанците не се толку туку се толку. Без разлика. И да земеме тоа тие бројки вие што ги кажувате, рамковниот договор на некој начин е сублимат на правата што на албанците им ги гарантираше уставот од 74 година. Може би редуциран сублимат во споредба со уставот од 74 година, така да нема некоја причина ниту албанците да стравуваат дека ќе се случи нешто. Вие се плашите од ревизија на рамковен договор? Ако не се албанците 20%? Не треба да се плашиме од ревизија, треба да поддржуваме ревизија на рамковниот договор. Ние после по 20% сакале неќе да поддржувате албанците ревизија. Во Македонија, вие може да направите споредба, албанците во Македонија се најдискриминирано немнозинство во Европа. Ајде. Тоа ви го гарантирам. Што треба два рамковни договори? 2%, 3% италијанци во Словенија имат повеќе право од албанците во Македонија. Сега улипкува ќе видите со 1% срби кои ќе ви барат бадентер. Ќе видите сега у Гостивар кога 2% роми ќе ви барат бадентер. Зашто да се бара бадентер у Липково кога не се почитува у Бутел. Ќе видите таму у Струга со 3% турци кои ќе ви барат бадентер, да видите малце како е бадентер кои ќе ви барат кога не сте 20%. Бадентерот да има колку сте дискриминирани. Веќе 4-5 години од бадентерот, колку што знам, придобиваат само македонците. И не албанците. И албанците не се многу од тоа. Има комел, сапуница, све да пукни. Дискриминирани, вакви, онакви, попис, ние кога сме пишувале бугари, испадна вас нема на попис. Вие сте 90.000 помалци, дека пописот не бил поради македонците со бугарски пасоши, туку поради тоа што нема албанци? Па, еве, вие, како влијателен новинар, вие како влијателна емисија, правите притисок да има попис, што поскоро. Ме сакам одма. Ние како медиум го бараме тоа секојдневно и ќе видиме зашто да се надмудруваме вака во емисија, дали вака, дали така. Јас ве убедувам дека погрешни ви се проценките и информациите. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, на парламентарните избори, кои што се многу битни за Има само две гласачки места и за жал Скопје и Скопје и за жал мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. 207 вкупно гласови во Скопје. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можем да ви кажем, јас одговарав за Македонија, ќе ви кажам. 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, прави тоа, прави. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје. Ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во Македонија. Ние не правевме кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да течат. Тука бевте цело време како не правите? Не сум бил тука, имате грешна информација. Ние бевме со господинот Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ,
помалце за вас. Согласен сум, апсолутно сте во право, тоа се фактите. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаевте фактите. Пробавте да ги скриете, да се кажете, не се сеќавам, јас ќе ви кажам. Ако не се сеќавате, дали се 200, дали се 300. Во Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Македонија. Не е така. Како стоите со математика? Па горе-долу добро да речеме. Кога ќе поделите 207 со 250.000 пасоши што се фали Божидар Димитров дека дал Македонија, која е тешка децимала ќе излезе на крај? Ето, тоа е разликата меѓу македонскиот поглед на политиката и българскиот поглед на политиката. Што е вашиот поглед? Ето каде е? 250.000 државјанства. Сега ќе ми слушате да ви објаснам која е разликата или 250.000 бугари ќе им дадете можност да гласат. Господине Ефтов, вие не сте направиле анализа на тоа колку луѓе 0,0001%. Во Република Македонија, посебно во делот на Источна Македонија, е секогаш актуелната приказна со бугарските пасоши. Постојано се сметаше дека бугарските пасоши се земат од идеолошки причини. Меѓутоа последните 5, 6 или 7 години најчесто тие бугарски пасоши се земат поради одење на привремена работа во странство. Ако денес се прифатиме тезата на СДСМ дека ВМРО-ДПМН по партиска линија и со партиски книшки вработува во државната администрација и ако техничкиот премиер од редовите на ВМРО е со потекло од Пробиштип, тога се поставува прашањето дали ВМРО-вците имат потреба да се селуваат надвор од Република Македонија со бугарски пасоши ако веќе се вработени во државната администрација. Ако одиме во другата крајност или другата теза дека најчесто СДСМовците не може да се вработат поради таа партиска припадност, тоа значи дека поголем дел од тие 110.000 бугарски пасоши кои се дадени на македонски државјани се дадени на гласачи или симпатизери на македонската опозиција. Тоа значи две работи. Како прво се намалува таа опозицијска енергија во рамки на Република Македонија, тога свесно или несвесно бугарската држава работи во континуитет на бетонирање или цементирање на власта на Никола Груевски и како второ, ако има многу луѓе со бугарски пасоши кои се симпатизери на опозицијата, тоа значи дека македонската опозиција поради тој факт бележи полоши резултати на сите избори последните 10 години. Бројките се многу едноставни. 60.000 вамо со бугарски пасоши се иселуваат привремено, работат во странство. Во најголем дел од нив не доаѓаат на денот на избори бидејќи им е скапо, бидејќи не може да напуштат работа да гласат. Вамо во овие нови фабрики и во администрација се вработат 40, 50, 60.000 луѓе, веќе 120.000 гласа разлика. Не се така, Васко, 60.000. Тие 60.000 минимум по 3 треба да ги помножиме, затоа што најголем број од нив имаат семејства. Значи, еве, некои може би и 4, некои 2, нека бидат. Многу ретко се тоа луѓе кои што со еден. Значи, не се веќе 60, до која бројка дојдовме? До 200.000? Значи, стигнавме ли веќе до 200.000? Еве разликата. Значи, тоа е нешто кое што треба сериозно да се анализира и да се најде начин да опозицијата најде начин како да ги мобилизира она група на неопределени граѓани со една понуда која што ќе почива на реални основи. Ајде да направиме одредена политичка анализа или одредена политичка предпоставка, почитувани гледачи. Ако ВМРО-ДПМН и Никола Груевски опстои на фактот и ги објави во јавноста или ги верифицира сите тие индикации дека повеќе од 90.000 албански граѓани кои се запишени во избирачкиот список повеќе не живеат на територијата на Република Македонија и ако тие податоци се верифицираат и пуштат во јавноста, тоа ќе значи политички крај на Али Ахмети. Се губи чаламот кај Али Ахмети. Ако Али Ахмети е клучен, па видите, во оние 3 или 4 точки кои Груевски ги имаше издоговорено со амбасадорот Бејли, но на пресконференција кај што нели се кажува дека изборите ќе се на 5 јуни, втора или трета точка е дека Али Ахмети прифатил, без разлика дали Зоран Заев ќе се појави СДСМ на избори, тој да оди на такви избори. Че гледате клучни им Али, ако Али го изгуби чаламот или изгуби таа политичка некоја мантра што се врти околу него дека е победник на војната 2001 година, како што тоа нели го представува кај албанците, и ако они се по 20 сега, тоа ќе испадне дека Али Ахмети е генерал без војска. Значи, има и уште нешто што е поинтересно, тоа победник во војната веќе го имаме слушано. Он тоа како го прикажува? Да, тој. Сега веќе во последно време забележувам на емисиите кои што ги следам и на Алстат, веќе дуи се представува и Али Ахмети како државотворна партија. Значи, чекор повеќе отидовме. Најдржавотворна, значи тие се единствени, тие се грижат за државата, за добробитот на земјата, тие гледаат само перспективно. Ке пропадне Македонија, бидејќи другите не се грижат за Македонија. Точно така, македонските партии, или како што кажа известно време бев на една емисија, нивниот потпарол се борат само за избори и малтене за гола власт. Значи, сега тие се државотворците. Они вака викат, политичарите гледаат до следните избори.
А државниците како али гледаат до некоја нова фаза, до некоја нова состојба кај државата ќе оди по наредните 20 или 30 години, некој не Јосип Броз Тито тука или не знам Кемал Ататурк. Така го представуваат. Затоа велам, значи сега веќе не се работи само за победник во војната. Тоа е веќе завршена работа. Има доста време од тогаш, 2001 година, он ги доби сите тие бенефити од таа војна, што требаше сега се работи за нешто повеќе. Па него ако му каже, се работи за нешто многу повеќе. Ако му каже, а него порано може ќе се кандидираше за генерален секретар на Обединетите нации, немаше Керим да го предлага владата, може Али Ахмети ќе го предложеше македонската влада. Па добро би било да има некој од овие простори на такво место, па сега дали ќе биде Керим или ќе биде Али Ахмети, кој ќе биде позаслужен ќе биде таму секако. И гледате како во една точка се сублимира се она што во текот на оваа сезона јас ви го кажав преку моите емисии, почитувани гледачи, ви кажав за биометриските лични карти и намалување на бројката на албански гласачи на сите избори последните 3 изборни циклуси. И ви кажав за таа асимилација на ромите и асимилација на торбешите како модел како албанците да го компензират тоа зголемување на бројот на иселени албанци од територијата на Република Македонија и албанизирање на торбешите и на ромите. И ви кажав зошто е прекинат пописот и е можна ревизија на рамковниот договор. И во еден временски период или во една временска отсечка сите тие работи се собираат на едно место и даваат веродостојност и потврда на се она што ви го говорев оваа сезона. Ако 90.000 албанци не се во Македонија, тогаш ова или Рида ќе мора у Швицарска да прави? Мислам дека редефинирање на рамковен договор не е можно. Историја назад никој не врати. Но ќе спречиме еден куп други работи. Да речеме, се сеќавате сега во ДИК се бараше Бадентер. Нема да може тие алатки во иднина така да се употребуваат или злоупотребуваат. Ќе дам ги чекор понатаму. Ако нема Бадентер кој се заснува на 20%, тогаш србите ко малцинство можат у било која албанска општина да барат Бадентер. Тогаш ромите ќе може да барат Бадентер, торбешите ќе мора да барат Бадентер. Бидејќи до сега секогаш кога ќе се пројавеа такви нивни барања и желби, велеа, вие да молчите, вие не сте 20%. И сега ни оние ако не се 20%, со тоа што ја сметам дека она што е добиено мора да остане, мора да се унапредуваат односите помеѓу сите граѓани во Македонија. Ние не смееме да живееме во перманентни тензии. Апсолутно, тоа е многу опасно за нашата мала и крхка држава, кревка држава. Но работите мора да се стават на свое место. Солдат, што јас мислам? Дека ако еден процес има појавено во Романија, подоцна се појава во Бугарија, тешко дека Македонија ќе го избегне тој процес, а тоа е масовно зголемување на бројот и процентот на ромско население. Ромите не им дозволуваат да бидат азиланти во Западна Европа, ги враќаат, значи остануваат овде, македонците се иселуваат, албанците се иселуваат, ромите имаат стравичен популацијски налет, наталитет, стапка на наталитет некаде повеќе од 31 промил. Значи дека во наредни 30 или 40 години ромите се сериозна закана да станат побројни од албанците во рамки на Република Македонија, ако не се умеѓу време албанизирани или поинаку асимилирани. Па мислам дека се работи многу на нивна асимилација. Значи вие сте припадници на една голема империја. Вие, например, на Египет, Рамзес први, Клеопатра, значи една цивилизација, една империја не би рекол. Огромна, да речеме, огромна, со едно огромно историско наследство и така натаму. Ромите, значи, се припадници на таа една индиска цивилизација која ни Александар Македонски не успел. Да, не успел да ја освои. И на крај, вие како припадници едните и другите на такви големи цивилизации ќе се албанизирате поради рамковен договор. За жал, ние последните 20 години живееме во закон на џунглата. Значи, што повеќе бројни, то повеќе права. За жал, така и се претвори нашиот систем после Охридска рамковен. Многу се работи на нивна асимилација. Сите се впрегнати. Да, дури имате вие христијани роми, порано беа тоа голема заедница, сега таа полека се топи и исчезнува. Ние гледаме Катланово, беа христијани, сега веќе џамија муслиманизирани и така. Сега веќе се исламизираат. Како преодна фаза до албанизација. Па, тоа се случи со торбешите. Така е. Тоа се случи пред се со торбешите. Гледате ги торбешите во Скопската околија, не во центар Жупа, туку во Скопската околија. Лабуниште има веќе двајца у Словенија, кои се у структурите на словенечката исламска држава, кои се тренирани, кои се праени. Прати имињата, ги знаеме кои се луѓето, така натаму и така натаму. Значи, масовно се влага во тие, ајде да речеме, периферни структури на македонското општество. И од таму ќе почнат тензиите.
Тоа е така. Ако пописот бил прекинат, ако сега имаме прочистување на избирачки список кој покажува 90.000 помалку албанци во Република Македонија од тоа што биле запишени во избирачкиот список, тоа значи дека Никола Груевски пред 2 години точно знаел кои се бројките на пописот и кога прифатил да биде прекинат пописот, всушност му направил услуга и го држал со таа услуга за раце или за врат Али Ахмети. Затоа прашав, кој толку инсистира да не се направи попис? Очигледно Али Ахмети. Дали од внатре некој, дали некој од надвор. Затоа јас на самиот почеток и тоа го прашав. И затоа ова конструктивност на Али Ахмети можеби се должи токму на тоа. Он точно знае што било до третиот ден на пописот кога е прекинат. Знаел кои се бројките, знаел како се гласало, знаел како се правило. Ко пушти Абдулменав Беџетови, новопечениот академик, низ водан или како заменик председател на таа изборна пописна комисија, тој даде 2 или 3 изјави кај што го напаѓаше Али Ахмети и после се повлече веројатно му дадоа нешто друго. Значи, Васко, за мене што е многу посуштински. Значи, овие луѓе што се наоѓаат на списокот тие 90.000, зборуваме сега за албанците, иако сакав нешто и за македонците да кажеме, значи, дали тие луѓе на денот на гласањето гласале? Првото и основно прашање на кое што МВР треба да одговори сега. По бројките што ги гледаме во последните 3 изборни циклуси, очигледно не гласале. Значи, дали имаме драматично после биометриските лични карти, драматично намалување на бројот на албански гласачи. Дали гласале? И доколку гласале, еве да речеме дел од нив, можеби дел не гласале, јас не ведувам дека сите 90, но што ако дел од нив и гласале? Тогаш треба МВР да провери дали тие, како кај албанците, така и кај македонците, влегле на граница, биле во тој период влегле во Македонија. Значи, тоа е еден од начините на прочистување на списокот и тогаш ќе докажеме дали има фалсификат. Тоа во една секунда може да се провери. Точно сега со она што го имаме, информатичката технологија се проверува, еве нека не биде една секунда, но во текот на 1 час се тоа ќе се испровери. Бројки како бројки, меѓутоа за сите тие бројки се кријат одредени стратегии и одредени политички концепции. Во конкретниот случај за таа бројка дека има 90.000 албански гласачи кои се запишени на избирачкиот список, но не живеат во Република Македонија, се крие можеби еден карамбол или крах на албанската стратегија, бидејќи тој кој целата своја стратегија ја базира на бројки, на крај ќе гледа пред своите очи како таа стратегија всушност се девалвира и крахира поради тие бројки. И сега ќе прават или рида у Швицарска или у Германија. Тоа кој ќе го направат, тоа е друга работа. Ајде да логицираме малце. Ова е срам. И политичката тежина на тој податок. Каде ќе биде следниот удар? Следниот удар ќе биде кон таа така наречена меѓународна заедница, која што во земји како Македонија постојано вештачки инсталира и прави проекти и инсталира експерименти. Што ќе остане сега од тој проект од 2001 година? Лажна бројка. Дошле 5, 6, 10 земале тука дневници или не знам Питер Фейт. Што ќе остане од неговото дело? Сеќаваш на Джеймс Пердју, кој што кога не му се свиѓале лажиците во центарот за обука на полицајци во Едризово, па ги фрлал таму се дерал. Или оној со саатот. Пропадна. Или оној со часовник. Оној со саатот. Каква смисла после тоа ќе има и тој референдум кој се подели. Не велеа само 20%, не велеа дека се 25, па 30%. И таа бројка ја користеа постојано како можна закана за федерализација на Македонија. Ние сме мнозински во тој дел на Македонија, ние сме повеќе од 25%, ние сме 1/3, ние сме 40% и така натаму, нели таа лицитација на крај одеше дека всушност заедно со другите заедници они се побројни од македонскиот народ во рамки на Република Македонија. И таа бројка се пука како меорот се пуница. Но јас би сакал тука околу 2 други работи да излогицираме. Прво, дали после тој пропаднат попис меѓународната заедница инсистира на попис во Република Македонија? Не ја интересира. Заев излага со 5 точки лани летото. Прва точка во тој список на желби со кој треба да се преговара со власта е пописот. Прво се откажува од пописот. Ако меѓународната заедница и Заев сака да ги пролонгират изборите, а очигледно гледаме дека сака, бидејќи ги пролонгира од 24 на 5 јуни и пак се заканува дека може да нема, тогаш најдобро ќе беше да инсистират на попис, бидејќи тоа ќе значеше барем за 1 година пролонгирани на избори. Ни едните ни другите не инсистира на попис. Зошто? Бидејќи знае дека по 20% и дека им се руши целата таа конструкција околу рамковниот договор. Па јасно, тоа и ние го гледаме зашто они не се слепи, не се глупави. И тоа е јасно уште од порано.
И паѓа целиот проект. Како утре, кога тоа ќе се покаже, ако се покаже, како утре некој си иден, не знам, Олесновач, некој си иден Хавиер Солана, кој што ќе дојде овде да ви ги средува, кој ќе биде неговата тежина? Па вие 2001 што направив? На база на лажни бројки изведовме проект кој што не постои во светот. Уставно правно не постои, тоа е смешен проект. И како сега утре ќе инсталираш друг проект, како што е впрочем и овој од Пржино, кој што исто така порано или подоцна, после извесно време ќе колабира, бидејќи е неодржлив, не се заснива. Тој што игра со бројки, на крај гине од бројки. Посебно пак ако политика инсистирате и темелите на бројки, тие бројки на крај ви зависат и ви завршат ко куќа изградена на темели од кремвишли. И тоа ќе се случи во оној момент кога менторот на албанската идеја на Балканот, на создавањето на косовската држава, на рамковниот наш договор и така натаму, кога ќе крене рација од нив, кога веќе нема они да имаат за него употребна вредност. И тоа не е ништо ново. Ти ако се сеќаш на пример и Слободан Милошевиќ после Дејтон беше херој за американците. Така беше. После тоа оној момент кога веќе не им требаше. Дури имаше предлог тројцата потписници да бидат кандидати за Нобелова награда за мир. Земи го примерот во крајна линија ако сакаш и со Бин Ладен си ја завршил својата работа на времето против советите. Бојко Борисов, кога сакаат го менуваат, кога сакаат го враќаат. Истото ќе се случи и во оваа ситуација нема да се случи со конкретни личности, туку со комплетната идеја со која што албанците во овие 20 години живееле, војувале и така натаму и сето тоа ќе пропадне. Оно што беше со диво населје. Кога читате меѓу редови од исказите нивни во овој истражен притвор кој се наоѓаат, тие велат дека биле на комуникација со американската амбасада, дека имале редовни средби, дека од нив се барало само да немаат овие исламистички елементи во групите кои биле присутни, а дека откога виделе дека се зоврива тензиите во рамки на Република Македонија, тие веќе решиле да се мобилизират. Тоа по мене значи дека всушност некој размислувал дали да го дисциплинира Али Ахмети, дали да го замени со по-радикален Али Ахмети, или дали тука всушност се правеле некои математики дека во тој албански дел треба да има одреден, ајде да речеме, поголемо зовривање на срастите. Па не може да не се правеле. Ова е фингирана работа во диво населје и видовме дека метата требаше да биде Али Ахмети. Сега, наивно е да мислиме дека таква режија не се случувала. Сега прашање, кому најмногу му пречел Али Ахмети? Тоа е многу интересна дилема која што се отвара. Многу интересна дилема. Дали Ахмети, проамериканецот, некому им смета, или пак Ахмети кој што знае да дава лажни надежи кон опозицијата и секогаш да ги изневерува. Многу е битно позицијата на Али Ахмети од кој ангол ќе се наблюдува. Мислам дека во канцеларијата на било кој клучен опозиционер треба да пишува Али Ахмети, па да прешкрташ име, па да прешкрташ меѓународна заедница, па прешкрташ. Дојка дојдат до власт, тие три теми да не ги отварат. А они што викат? Со помош на американците и со помош на Дуи кој ќе излезе од владата, ние ќе станеме власт. И тоа е 10 години. Да, тоа е тезата која што многу често, јас мислам дека е многу погрешна, а во опозицијата тоа и се случа. Значи, секогаш се подгрева дека сега Дуи ќе излезе од власта, по 5 минути ќе излезе, по 2 дена, по 20 дена. Значи, очекувањата се и дека американците ќе направат нешто. Не, мислам дека ниту Дуи ќе излезе од власта туку така, ниту па американците нема да преземат нешто, апропо избори сега говориме, се додека не почувствуваат дека расположението кај народот е за промени. Значи, кога тоа ќе треба да се постигне, кога опозицијата ќе го одработи прво тоа, и тоа со многу работа како теренска, така и воопшто медиумска, али реална, значи тогаш можеби да се очекува одредена помош од меѓународната заедница, но не директна, не брутална, не на начин кој што одиме сега да го... Ти падни на лото, право мора да уплатиш ливче. Ако не си уплатил ливче, џабе чекаш да ти падне седмица на лото. Така е.
Во наредните неколку години ќе бидеме сведоци како американците полека ќе се дистанцираат од својот стратешки партнер, од албанците и од нивниот проект за формирање на голема Албанија. Веќе полека ЦИА или одредени аналитичари блиски до ЦИА ја фаворизираат она идеја дека сме на чекор до формирање на православен сојуз на одредени православни држави на Балканот кои се засегнати од таа можност да биде формирана голема Албанија. Јас сум сигурен дека тој проект и таа медиумска подлошка американците ќе искористат за свое дистанцирање од албанските интереси на Балканот. Колку да е тешко осварливо тоа, во еден момент тоа ЦИА може да го ефектуира како одреден проект или одредена закана, нели, да го издигне на ниво на опасност за нив и да им рече на албанците, гледате, ние инсистирајќи на таа голема Албанија, помагајќи ви вас да правите голема Албанија или да се залагате за голема Албанија, ги свртевме сите православни држави во сојуз против вас, а на тој начин и против нас. И тоа ќе овозможи Русија да влези на голема врата на Балканот. Тогаш употребната вредност на албанците ја снемува. Ќе ја снема и да не е реално, тоа може да послужи како... Тоа мислев, медиумска облага, изговор, бидејќи подлошка. Едно нешто и нас и на било која држава друга на Балканот треба да ни биде јасно. Никој од надвор не му одговара, например, албанците да бидат моќен, меѓусебно, моќен сојуз, се едно што се во три држави, како што на малку кој му одговара да се реши проблемот, да кажеме, Македонија, Грција, како што на малку кој му одговараше Грција да биде економска локомотива на регионот. На регионот или Србија да биде стабилна држава. Ако се прочепка по случај Чаушот, ќе се стигне ли до врвни косовски криминални структури? Па сигурно. Сигурно ќе се стигне, затоа што таму шема од тоа што јас барем вака го... Додуше сега тоа веќе не е никаква тајна, дека таму во поголемиот дел од тие снимки биле снимки кои што се однесуваат на ДУИ, па биле продавани на Косово, па не знам што можеш да најдеш во шега велат оди на Битпазар, ќе најдеш за 500 денари снимка од ќе си одбереш каква сакаш. Прашање тоа е друго прашање, тоа е проблем на македонската држава колку ќе сака и ќе биде способна, ќе се издействува простор таа работа да ја расчисти, да загризе до крај, за да стигне до таму, бидејќи тие луѓе до кои што ќе стигнеш, за да се одбранат, ќе исто така ќе отворат устата, за да не ја отворат, они си имаат свој заштитник, кој што ќе каже, слушај, ево стај таа работа, не ја чепкајте. Ти гледаш дека кај нас правната држава се сведе на пазар. И Чаушот е дел од пазарот. Од пазар, меѓу сите и меѓу СДС. Тука нема... Целата работа е пазар. И на крај... Тезга, обично. На крај на денот. Треба сите да заборавиме од кај почнавме, кај завршивме. Сите се виновни, а никој не е виновен. Онако општествената собственост со време на Кардел и Неосип Брос Тито. Се чија, ничија. Овде на крај се плашам ќе дојдеме до ситуација, слушај, ајде тоа што беше, сега идеме дале, ќе ни пратат, поидеме понатаму, ќе ни пратат некој да ни вика, не гледајте сега во историјата, не гледајте кој почна да прислушува. Ќе го извадат Лјупчо Гергиевски на уште едно интервју и он ќе рече нелико визионер, јас ви кажав пред една година дека треба сите колективно да се амнестирате, да не стане поголема гирулка, лама и проблем во Македонија. Знаеш, оние научно-фантастични филмови, му поминува со апаратот тука и тој веќе не се сеќава на ништо и таа операција постои реална опасност да се обидат да ни ја наметнат за да елиминираме тоа, да не сега. Победата на избори ќе биде сатисфакција. Победата на избори ќе биде сатисфакција за едните, за да се забори, да се има амнеза политичка на све ова, да не се чепка по устав, по рамковен договор, по бројки, да не се цитира на попис, а кај другиве да не завршат у затвор или да останат начело на СДСМ или начело на партијата, и исто така ќе се заборави на целата ова работа. Идејата ќе биде, оставите го сега пописот. Ајде ќе почекаме уште 10 Гледате уднината. Оставете го сега Верушевски. Тој процес со Верушевски и ова со пописот веќе не се случува, нема што ние да предвидуваме дека тоа во иднина. Тука е. Тоа се гледа. Тоа го работи. Остете сега овој правил вака, овој правил онака. Ете, имавте избори, ајде сега гледајте малце во иднина. Економија. Да, и видите овие фабрики по 15.000 што ги плаќаат луѓе, и треба да бидеме после сите срекни и задоволни. Умеѓу време, нели, овие 90.000 си отишле, ама сега добро, луѓето ќе дојдат еден ден, нема зошто да ги броиме. Ќе се вратат по 3 години, може на крштавка, на свадба и така натаму. Точно, значи тоа се случува во овој момент.
Така што нема што од тоа да се правиме Нострадамуси. да предвидуваме нешто. Ако опозицијата не излезе на 5 јуни, ќе бетонира тезата дека Бејли е лидер на опозицијата. И тоа ќе биде билет купен во еден правец за исчезнување на СДСМ од политичката сцена. Јас тоа така мислам. Пред 2 години предупредував на такви некакви можни сценарија во самата партија. Да оставиме да види времето, да видиме што ќе покаже. И мислам дека за тоа треба некој дебела одговорност да понесе. Тука некаде е крајот на нашата емисија, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.